Појас сме ги 8 и 9, посветен на угостителството и угостителските цени или цените во угостителството во Македонија. Какви се угостителските цени, дали се прифатливи за нашиот стандард, како се формираат цените, како граѓаните гледаат на актуелната економска состојба кога се однесува, што се однесува за оваа сфера од животот. Мартин Ангеловски ни е гостин ова утро, угостител од Скопје. Со него ќе зборуваме на темата од 8 до 9 часот, а во меѓувреме ќе имаме јавувања од Скопје, од Битола, од Куманово, од Струмица и се разбира од каде, ако не и од Охрид. Да, и главното прашање е дали и последните пари македонците ќе ги дадат за да пијат кафе. Во некој од угостителските. Па ќе ги дадат, зошто да не, нели? Како се вели, еднаш се живее, односно еднаш се оди во вечноста, се живее секој ден. Се живее секој ден, нели? Така, добро, ајде ќе видиме. Веројатно тој наш менталитет се пренесува и на помладите генерации. Сега да видиме Симона што вели, дали е тоа така. Симона, добро утро. Во овој втор блок го отвараме заедно со тебе. Се разбира колку чини едно кафе во Скопје? Добро утро повторно и до двајцата, секако и до нашите гледачи. Утро во втор пат се вклучуваме од центарот на Скопје повторно, некаде каде што фреквенцијата на граѓани, а и туристи секојдневно е многу голема. Тука има многу ресторани и кафулиња, па точно се поклопува и со нашата тема која што имаме, а тоа е зголемување на угостителските услуги. Во однос на кафето, ние не успеавме да го купиме и да го испијаме првото утринско кафе тука, затоа што е прилично рано, односно 8 часот и некоја минутка, па рестораните и кафулињата се отворени, но не се започнати со работа, а инаку цената на кафето во зависност од локацијата и местото се движи од 100 до 150 денари, што навистина е многу за кафе, особено исто така и помеѓу младите се зборува дека пред година, две и кафето за носење, односно за да го земеш само е навистина многу поскапано, што за младите представува на некој начин проблем, бидејќи барем во време на викендите, доколку сакате да имате прошетка со кафе што сте го купиле за понесување, и тоа навистина чини колку отприлика и да седнеш и да го испиеш кафето во самите кафулиња. Ова е темата за ова линковско вклучување, дека имаме поскапување на угостителските услуги на годишно ниво е повисоко за 5,8% во сите дејности од угостителството. Граѓаните велат дека навистина ретко кога седнуваат во кафана, ресторан или да испијат некоја кафе надвор, иако понекогаш тоа не изгледа така на терен, затоа што сите сме сведоци дека особено за време на викендите или доколку имаме некој убав сончев ден, без разлика на годишното време, секогаш дури и се бара слободно место повеќе, па тоа веројатно зависи и од како што сподели ова на генерацијата. Секако помладите секогаш искористуваат слободно време за да излезат некаде и да се видат со пријатели, тоа да биде секако надвор. Она што го гледаме често низ Скопје, а верувам и низ останатите делови од Македонија, е дека имаме полни кафани, ресторани и кафулиња. Меѓутоа, еве ќе погледнеме пред се што кажуваат граѓаните за анкетата која што ја направивме. Најголемиот одговор од анкетираните граѓани беше дека во последно време ретко, скоро и никогаш да не седнуваат да ручаат или да испијат некоја кафе надвор. Предлагам да ја погледнеме анкетата. Дали посетувате угостителски објекти? Не. Не. Зошто мислите дека цените се високи? Па сега да, спрема нашиот стандард сегашен, значи многу е тешко да се преживее, камоли да се оди. Така може на едно кафе со пријатели, чајче, а иначе стварно цените се многу високи. Не сум бил и не знам да ги кажам тоа. Ретко. Зошто, дали цените се високи па затоа или? Па високи е повише од странство него овде. Се колку има, да речеме, ево, наши плати, тоа е многу скапи, тамо повисоки, мислим, овај цените се поевтини тамо и поголеми плати. Овде многу е скапо, не знам што е работа.
Ваков е ставот на граѓаните дека нашиот стандард не соодветствува со цените кои што ги имаме во угостителските објекти, а од Државниот завод за статистика го извадија соопштението дека угостителските услуги во јануари годинава во однос на истиот месец од 2024 се поскапени за 5,8%. А цените на угостителските услуги пак во споредба со јануари 2025 и декември 2024 година, односно само еден месец, се зголемени за 0,2%. Поскапувањето се однесува на сите услуги и е споредено по групи на услуги. Зголемување е забележано во однос на храната, која што изнесува 0,4% за разлика од декември до јануари, безалкохолни пијалаци за 0,1% и ноќевања во хотели за 0,3%. Поскапување има. Она што го споделив јас дека веројатно има многу врска и генерацијата, помладите и повозрастните, кој како гледа на своите финансии и приоритетите кои што ги има на месечно ниво, но еве како дел од помладата генерација, навистина поскапувањето се чувствува и некако сите се одлучуваме да најдеме алтернатива, особено за време на викендите, дали е тоа да го посетиме вонно, градски парк или се она што е во наш интерес, но од терен и она што го мислат граѓаните и по социјалните мрежи е дека поскапувањето на моменти е нереално и дека сега многу повеќе пати размислуваат пред да седнат негде и да го поминат времето во некој од рестораните низ Скопје. Симона, благодарам. Почнавме веќе со дискусија во студио. Да, ти благодариме, Симона, за јавувањето. Продолжуваме понатаму, ова е темата во блокот од 8 до 9 часот во рамките на Македонија наутро. Разговараме со Мартин Николовски. Ангеловски, се извинувам, повеќе од 15 години угостител. Со него разговараме за тоа. Ајде првото прашање. Какви се, ќе се потепавме кој да го постави првото прашање, ајде. Какви се угостителските цени во Македонија? Подпрашање, дали се прифатливи за нашиот стандард? Цените, значи, како што знаеме сите, како што сме свесни, се нели во последно време се покачени, што е одраз на целокупната ситуација, значи не само кај нас и регионално. И факт е дека полека станува луксузи, понедостапни стануваат угостителски објекти за сите посетители. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е одраз на еден нормален процес кој што е одговор на се она што се случува и сите зголемени трошоци кои што ги имаат угостителите. Добро, на што треба да одговараат цените? Дали на широката популација, како што бевме научени во минатото, дали на одреден слој луѓе, како што почнуваме да се навикнуваме во сегашноста, или за секого да има понешто? По принцип треба за секого да има понешто. Тоа е веќе стратегија која што секој угостителски објект ја гради сам за себе. Значи, секој си прави стратегија која таргет група, односно кои посетители сака да ги привлече со својата понуда. Така да, од оној аспект како посетители, нели сите сакаме да може за секого да има по нешто, али пак ќе кажам, за жал, стандардот таков како што е кај нас, полека одредени угостителски објекти и одредени услуги на кои што сме навикнати, треба да не забораваме дека ние како народ сме навикнати да седиме по кафулиња, ресторани и така натаму, дека тоа се помалку ќе го гледаме во наредниот период, за жал. Имаме ли ние критична маса? Во смисол на граѓаните, дали помеѓу граѓаните имаме критична маса кога е во прашање кафеани, ресторани, кафулиња? Не, јас го напоменав тоа, значи ние како народ се сакаме да седиме по кафулиња, значи социјалниот живот, дружбата кај нас се сведува на седење во угостителски објекти, за разлика нели од други земји каде што навиките се поразлични. Кај нас е нормално нели да седнеш на кафе со некого, да се видиш на пијалок и така натаму. Што појужно, тоа повеќе надвор. Добро, сега кога е таква состојбата, кога ни е тоа вградено во нашиот менталитет и некако си го пренесуваме генерацијски, имаат ли право граѓаните да не се согласуваат со цените во угостителските објекти? При тоа спонтано можеби да се организираат во тоа јавно искажување на револт? Апсолутно, право имаат граѓаните, право имаме и ние угостителите, не се согласуваме со цените кои што мораме да ги понудиме. Тоа е, пак ќе кажам, ситуација која што доаѓа како резултат на сите случувања кои што ги имаме околу нас. Покачување на енергенсите, покачување на
на платите во угостителството, од недостаток на кадар и така натаму. Мислам дека сте ги апсолвирале темите на јавноста им е доста познато, значи кои се проблемите со кои што се соочуваме ние како систем, значи не е ова само за угостителите. Ама ова е можноста да ги кажеме гласно повторно, да ја слушнеме и другата страна, се разбира. Апсолутно, да. Па цените се одраз на една формула, нели, која што ги содржи сите трошоци за кои што еден угостителски објект треба да функционира. Почнувајќи од, нели, од, не знам, закупнина за објектот, фискални, парафискални трошоци, плати, така натаму, и да не навлегуваме до оние ситници, не знам, од салфетка, од шекерче, од хемиско чистење за чаршафот и така само натаму. навидум се ситни, меѓутоа кога ќе се соберат. Не, реално во минатото биле ситни, значи во минатото да кажеме дека и можеби не влегувале во некоја калкулација на цена, но со тек на време како тие трошоци пораснале кај тие фирми кои што ги обезбедуваат тие услуги, полека тие се инкорпорираат во цена која што на крај треба реално да ја плати потрошувачот, гостинот. Да. Клучното прашање, дали заработувачката кај угостителите се зголемува со зголемувањето на цените? Тоа е клучниот момент кој што ги во наводници ќе кажеме иритира поголемиот број од граѓаните кои што велат па добро Создава на што слика. Создава слика, Да. некоја таква. Пак ќе кажам, нормално е да се создава таква слика кога едно, нели, го дискутира в моментот едно кафе кога било 60 денари, а сега е 120, нормално е јавноста да мисли дека повеќе се заработува. Меѓутоа, за жал не е така. Дури можам да кажам дека пред короната кога цените беа такви какви што беа, со таа ситуација повеќе заработува угостителските објекти во аспект на чист профит, отколку сега со покачените цени и оваа ситуација која што имаме. Пак ќе кажам, револтот е оправдан и кај нас постои револт зашто ние треба да работиме со толку високи цени, а сепак профитот и заработувачката да биде помала од онаа што е ако направиме некој пресек од пред 5 години. Е сега, какви се цените во метрополата? Со еден збор? Па, растечки. Галопирачки или? Па, не можеме да очекуваме поинаков тренд. Јас мислам дека тоа ќе продолжи во текот на оваа година, значи не само во угостителството, еве, нели има бојкот на маркетите и така натаму. Реално мислам дека трендот и она што го гледаме секаде дека ќе се зголемуваат цените. За жал стандардот наш е она што треба да го прати зголемувањето на цените, кое што се остварува на друг начин, не се остварува со наметнување, нели, на повисока минимална плата и така натаму, него треба реално нешто да се случи во тој дел за платите да станат повисоки и тоа да биде базирано на реално зголемување на продуктивноста и додадената вредност. Зборувавме за метрополата, ајде да видиме како е во Битола. Градо на конзулите. Точно. Колешката Ружица Ѓурчевска-Джикотарева во едно од кафулињата на Широк Сокак. Чинам, како рече Ружица, во првото вклучување едно во близина каде што се наоѓавте вие во центарот на Битола, па ајде да слушнеме какви се цените во Битола, кога е во прашање кафето, ручекот и така натаму. Добро утро по втор пат. Да, се јавуваме од еден од попознатите ресторани во централното градско подрачје во Битола, имено наш соговорник е господинот Пеце Стојчевски, представник на Сдруженијето ЕСНАФ. Еве, значи веќе сме послужени со битолско кафе. Она што ќе го порачаме после емисијата ќе зависи од тоа колку пари имаме во нашиот джеп, ова малку да се пошегуваме, да. Значи во продолжение следува разговор за ценовната политика на храната и на пијалоците што се однесува до градот на конзулите. Добро ви утро. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав на гледачите на македонската телевизија. Господин Пеце, еве од старт, доколку некој дојде во Битола, колку ќе го чини едно кафе? Па видите се, ако реално ги кажуваме цените во Битола во однос на цените
во пошироко во нашата држава, да речеме во туристичките места, да го спомениме, да речеме Охрид. Јас мислам, по моје мислење, дека цената не е висока, да речеме во Битола, во однос да не повторувам на ова што го споменав во туристичките места во Македонија. Ако во Охрид е 120 денари, овдека еве едно вакво кафе ќе чини 70 денари, колку ќе чини една порција, класична порција храна, да речеме? Па ево исто ќе се надоврзам на тоа, да речеме, ако една просечна порција во туристичките места во Македонија, да речеме во ево повторно Охрид, Струга или во некои други делови на држава, да речеме исто ево и во главниот град, каде што ние ги пратиме цените, да речеме се движат на повисоко ниво од нашите во Битола. Мислам дека кај нас е некоја си реална цена, каде што еден нормален или обичен граѓанин, да речеме, може да си дозволи да доручкува или да руча еден просечен ручек, каде би го коштало најде околу 400 до 500 денари. 500 денари. При кроењето на ценовната политика за храната во угостителските објекти се собирате сите угостители од Сдруженијето ЕСНАФ. Што игра главна улога во формирањето на цената? Како што напоменавте, таа е вистината. Значи имаме ние Сдружение на угостители во Битола ЕСНАФ, каде што вистина во одредени моменти ги коригираме цените, да речеме, во однос на сите објекти, зависи во каков објект се работи, да речеме, во ресторани или во дел од кафетериите или други гостителски објекти. Ние се бориме и се трудиме да можеме да стигнеме, да постигнеме некоја си цена која би била задоволителна, да речеме, за нашите потреби на угостителството и за потребите нормално за нашите муштери. Али најискрено да ви кажам дека не сме ние факторот што можеме да ја контролираме таа цена на пазарот, затоа што постојат многу фактори во Например, да речеме, набавната цена на производите, на месото, на зеленчукот кој што го купувате, можеби, да речеме, платата на персоналот кој што треба да го платите. Точно така, значи цената диктира сепак економијата, економскиот раст на цените што се одвиваат, да речеме, во снабдувачите, да речем, ајде да не ги ставам директно трговците, значи сепак тука се во да речеме и во можност да речем да ги кажам производителите. Значи не знам, јас не можам да кажам меѓу цена, да речем, од производството до пласирана до трговците, каде што и ние ги набуваме артиклите од трговците. Значи мислам дека тука се диктира цената и ние се преврзуваме на таа цена, да речеме на набавка на мерниците. Вака да прецизираме, во небрзан разговор ни се пожаливте за тоа дека еве со години наназад кубурите со персонал, се уште се одлеваат келнерите, да речеме, во соседните земји. Меѓутоа исто така се пожаливте и за високите месечни сметки за електрична енергија. Исто така пак угостителскиот сектор си има своји проблеми. Точно така, значи ево и вие како новинар или сите наши сограѓани знаат дека во последно време тренд му е на помладата популација да продолжуваат, да речеме, да ги работат своите работни места во гостителството во странските држави, да речем претежно тука во балганските земји, каде што ни ствара голем проблем нас угостителите, значи постручниот кадар, да речеме, во што работеше во нашите фирми, еве тие се одлеваат во странство. За да ги задржите треба и повеќе да ги платите. Еве, статистиката вели дека од почетокот на годината до сега за скоро 6% е поскапена храната во гостителските објекти, додека сместувачките капацитети, значи од вечер се поскапени за дури 22%. Колку чини ноќевање со доручек во Битола? Вака ви благодарам на ова прашање. Значи, ова е многу деликатно прашање кое што треба малце пошироко да се објаснуваме во интерес на времето, не знам како ви е. Значи, видете, ние сепак јас во почетокот кажав, значи не сме ние факторот што можеме да ги утврдуваме цените. Значи, ние имаме
Во нашето работење, претежно во угостителството, режиските трошоци ни се зголемени, ако вие рековте до 6-7% или до 20% на ноќевањата во хотелите, значи ние имаме режиски трошоци кои во минатата година во однос на минатата година и сегашноста, значи имаме покачување, пример, ќе земаме електричната енергија. Ние, например, лично ја знам, по моје, значи во мојата фирма, имавме електрична енергија каде се плаќаше 4,5 до 5 денари 1 киловат час, а сега се плаќа неде по 13-14 денари. Тоа е огромна сума, каде што ние тоа не можеме да го издржиме. И сега тоа, значи, по автоматизам си превзема покачување на цените. Пошто ме прашавте, ева едно ноќавање во Битола, да речеме со појадок во нормални услови, негде околу 1400 до 1500 денари, каде е прилично ниска цена во однос на сепак да не се повторува на туристичките медии или соседните градови. Во интерес на време, еве пред крајот, уште еве ќе ве прашам за колку проценти ви е намалена посетеноста во период на инфлацијата? Па наискрено да кажам, во проценти, ако може да речем негде околу 30-40% ни е намалено работењето во однос на исто и на ресторанското работење, во сместувачките капацитети, исто и со консултација со колегите во здруженијето, значи во кафетериите, пицериите и така натаму во угостителството. Значи сепак и угостителскиот сектор за жал си има своји проблеми. Ви благодарам за гостувањето и за тоа што го изложивте вашето мислење. Јована и Бранко, еве и од нашиот гостин, господинот Пеце Стојчевски, представник на Здруженијето на угостители ЕСНЕФ од Битола, го слушнавме своето излагање, значи и угостителскиот сектор за жал се справува со одредени проблеми кои што влијат на покачувањето на цените на храната и пијалоците. Угостителите се согласуваат горе-долу со ставовите, со Мартин Ангеловски продолжуваме во студио. Мартин, организирани се? Организирани се, договорени се? Вака, Мартин, се сеќаваме на оној традиционален модел на ручеци, на семени ручеци, по кафеани. Тие никогаш беа символ за семени ручеци, но и за прослави. Но и во еден период, еве јас ќе се навратам назад, кога тинеџерство, кога излегувавме, адолесценти, излегувавме во кафеани, во Скопје. Така, начин на живот. Што се смени? Начин на живот беше. Што се смени? Што се случи во меѓувреме? Се менуваат многу работи. Се менува, да кажеме, полека и навиките на луѓето се менуваат. Пак ќе кажам она што го апсолвиравме веќе, дека цените нормално стануваат повисоки и понедостапни за најголемиот дел од луѓето. Она што е друго исто така и навиките на луѓето се менуваат. Работните обврски и така натаму, брзиот живот се си дава свое. Порано требаше 5 минути без мобилни, без ништо да се собереме 15 луѓе у кафана, сега треба да се договараш цела недела и пак во нема група, да дојдат сите. Дали ќе се на некого ќе му пречи запирка, на некого 2 точки и така натаму. Зборувавме за слоевите на граѓани. Некогаш пензионерите седеа на плоштадот во Скопје, Метропол. Битола е позната по локалите на широк сокак. Можат ли денес повозрасните, кои што сакале ние да признаеме или нема, котропно работеле, ова се уште генерации кои што ја граделе оваа држава, можат ли денес да си дозволат и да седнат, да се почестат? Па видете, горе-доле сите ние, нели некој од нас има добар дел, имаме родители пензионери. Мислам дека би излажал ако кажал дека можат. Значи, мислам дека и подолго време, не е само нели последниве година-две, за пензионерите и како навика и како цена и како услуга е се понедостапно и понедостапно сето тоа. Добро, Куманово е најголемата општина во територијално во Македонија. Го споменавме Белград, па се граничи или со Србија и со Бугарија. Колишката Елена Ѓоргиевска на тема како кумановци, дали тие се задоволни од кафеаните, од кафулињата, но подоцна ќе го погледнеме прилогот, дали го имаме колегата Ване Трајков во меѓувреме од Струмица. Да видиме како е Струмица на улица, е позната по тој ноќен живот, но и денски. Сте биле во Струмица на улица?
Како? Сум бил и во Струмица, и во Битола сум бил, значи... И во Куманово. Да, апсолутно. Видите, горе-доле сликата во угостителството е секаде иста. Сега нормално во одредени градови на периферијата и помали градови нормално е дека некои услуги се подостапни, меѓутоа генерален тренд мислам дека е она зголемување на цените и за жал пак ќе кажам на никого не му прави тоа услуга. Ајде да слушнеме Ване Трајков што вели за Струмица. Ване, како е во Струмица на улица? Полни ли се кафичите сега 8:36? Успеавте ли да пиете кафе? Некаде во Скопје не беа отворени до 8 часот. Кажи, Ване, кафичите се во Скопје. Па, добро утро уште. Добро утро повтор пат од Струмица. Рековте дека во Скопје утрово, барем во вака раните утрински часови не се отворени угостителските објекти. Слична е сликата и овде во Струмица. Кафичите не се отворени, но дел од рестораните каде што се служи храна секако дека се отворени. Сепак морам да признам дека не отстапуваат цените овде во Струмица за разлика од останатите угостителски капацитети во земјава. Нешто поскапи се секако оние туристички како што се овде во периферијата на Струмица, во подбеласичкиот регион, во непосредна близина на водопадите, мокринските извори каде што цените на угостителските услуги се повисоки, како и во Доран и во Струмица се нешто пониски, но колку за илустрација, на пример, овде кафето би ве чинело некаде од 70 до 150 денари во зависност во кој објект ќе влезете, што пак е нешто повисока, реков, во оние угостителски објекти кои што се во подбеласичкиот регион, во непосредна близина на водопадите, мокринските извори. Слична е состојбата и со храната, барем во овој дел од годината. Цените на салатите се движат некаде околу 300 до 400 денари, што би се рекло и пијалоците исто така се високи цените. За многумина струмичани кои што ги анкетиравме, велат одењето во кафеа на ресторан е луксус. И од таа причина не гледат можност или услови за бојкот на угостителските објекти и ресторани, бидејќи сметат дека тоа е луксус, но сепак дека тоа може да си го дозволат оние кои што имаат повисоки примања. Разговаравме со поголем дел од струмичани. Јас предлагам да ја слушнеме анкетата што велат струмичани, дали навистина е скапо и кога за последен пат се биле во некој ресторан или кафеа на овде во Струмица. Кога последен пат сте биле во кафеан или ресторан со фамилијата? Па не памнам, може 2 години да не сум бил. Зошто? Па скапо, комплетно со фамилија да одеш е скапо. Така за народен за плюци сам бил, али за фамилиарно да одеш да седнеш е скапо. И много кафаните се скапи, преш. И обична кафана е скапа. И обична, па да не правиме за ресторан. Кога збореме за организирање на прослави, родендени, дали е скапо тогаш во кафана? Па скапо е, исто. И за родендени, ја за деца, за внуци додеш што слават, па си е скапо. Од времето не беше така. Па високи се. Високи. За нашиот стандард ние не сме за кафана, ресторант. Да. Многу се високи, превише. Ниски пензии, пензиите се ниски и... Да. Од кога не сте биле, во кафана, ресторан? Пред 1 месец. И? Да. Па добро е да се оду кафана, добро е да се дружиме, да има дружба меѓу народот, али стандардот ни е, да, висок. Не можеме. Немаме финансии. Што е најскапо според вас? Пијалокот, храната? Или... Храната. Храната е најскапо. Текстилот се јаде, се носи 1 година, ама храната е јаде, се носи да. Посебно тие што се со фамилија треба да се внимават, дека е доста скапо. Па, зависи каде, не се секаде исти, али мислам дека се високи. Сега со се е скапнато. Сите трошкови се подигнати, нема што не е. Си персоналот е исто со плати качено со други работи, со се е скапнато. Значи нема што веќе нема ништо ефтино, што да кажам. И од таа причина и угостителите се поскапни, секој, не само угостителите, сите, секој
бранжа на стопанство, на тие работи. Многу покварен не одам, значи, скапо е както. Треба да се намалят цент или плата да скачат. Каде живеете? У Германија. И скапо ли е таму во кафеан или ресторан? Зависи плата, ама не можеш секој ден да одиш на кафе, дефинитивно. Не можеш секој ден да одиш, това сакам да кажам. Ако направите паралела Германија, Македонија, каде се поскапи цените во... Тука дефинитивно. Размерно на плати. Значи тука аз бих жалал ти е поскапо. Колку е едно кафе овде, колку е во Германија? Човек тук не е 200, 150, не знам. Тама може да наши за евро и до 5 отима, нели, колку сакаш да е артистик. Бидејќи не можам да се дозволам во моментот таков трошок. Сакате да кажете во кафеан и ресторан е скапо? Па да, веќе скапо. Толку? А сите сме по кафеан и ресторани, помно е? Да. Мислам дека младата, ние повозрастните најверојатно се скратуваме неки задоволства за да можеме на нашите поколенија да им дозволиме некои работи што можеби они не може да си дозволат со нивниот буџет што го имат. Зборувам за деца кои заработуваат во моментот. Тоа беше анкетата која што ја направивме овде меѓу струмичани. Морам да признам дека ако утрово немаме посетеност по угостителските капацитети, односно по кафичите, за некоја часа или 2 часа сликата ќе биде измената. Иако многумина велат дека е скапо, сепак ако се види некаде околу 12, 13, 14 часот, на вистина ќе видите сосема поинаква слика овде во Струмица, по Струмишкото градско корзо. Речиси сите кафичи ќе бидат полни со млади, повозрастни, истат ќе биде сликата и по рестораните, а впрочем тоа го покажуваат и оние забави кои што се организираат за време на празниците или пак кога има организираат самите ресторани, па добар дел од угостителските капацитети предвремено се резервираат. Така што различна е сликата. Оние кои што немаат пари, секако велат дека е скапо, оние кои што може да си го дозволат тоа, велат дека е во ред. Студио. Благодариме, Ване. Благодариме за јавувањето. Продолжуваме во студио, иако дискусијата постојано тече. Какви се, кога веќе кажа колегата дека се закажува пред време за доколку сакате да одите во кафеана во Струмица или пак во некој од ноќните локали. И сега, какви се цените во градовите каде дневниот живот е символ, каде што е ритуал, каде што освен Струмица го споминавме како беше и Велес и некои ноќни клубови кои што некогаш постоја, не знам дали постојат сега, па и Штипке го споменаме. Скопје ни одеа и во помалите градови и на ручек, и на кафе. Така, одреден временски период имаше каде што беше и тренд, нели, да се отиде во други градови да Како се излезе. Како е сега? Па мислам дека се уште постои таков тренд, посебно од аспект на нели на ова што го зборуваме како трошок за ценовен. Меѓутоа и за викенд луѓето сакаат да избегаат и на чист воздух и така натаму, нели да прошетаат посебно по планинските места, така да мислам дека се уште постои тоа движење кон внатрешност, така. Сега зборуваме за Струмица. Струмица е ќе кажеме, на периферијата на Македонија од граничен аспект. И во Струмица доаѓаат, па и во Гевгелија, во тој регион тука, доаѓаат гости од Бугарија, доаѓаат гости од Србија, доаѓаат скопјани. Дали тоа влие? Грција, да. Грци, значи бугари, скопјани. Дали тоа влие на цените кои што се таму? Па, видете, во Струмица мислам дека не влие толку колку што влие во Гевгелија. Гевгелија, нели, се веќе научени на тој туризам. Така да во Гевгелија има одредено влијание од тој аспект. Струмица е исто така, да не забораваме, еден од поразвиените градови, каде што малци стандардот таму е малце на повисоко ниво од Добро, ги имаме и таквите градови. Апсолутно. Знаеме... Меѓутоа пак ќе кажам,
според тоа ќе видите и се одразува и во понудата во што има во градот. Значи има Струмица има и доста, да кажеме, по сериозни локали кои што нудат доста по сериозни услуги. Сега во цела ситуација да не забораваме, значи ресторан не е само место кај што треба да дојдеш да се најадеш. Значи ресторан е што треба места кај што треба да ви понудат и некое искуство, експириенс, значи сите сакаме, нели, кога ќе прошетаме негде надвор, кога ќе пробаме нешто, кога ќе видиме и ова е убаво, ми се допаѓа, значи треба тој развој на угостителството и гастрономијата, треба сепак да оставиме простори за тоа. Пак ќе кажам, не е тоа, нели, да може сите да си го дозволат, меѓутоа ако нема и таков напредок, па тогаш ќе бидеме, значи, уште во полоша ситуација него што е ова сега. Да, ќе зборувам и за тоа ќе зборуваме на тема едно од можеби најгорливите прашања кога се рестораните, кафулињата, се едногостителските објекти во прашање персоналот. Зборуваме на таа тема претходно. Ајде да го погледнеме прилогот од колешката Елена Ѓорѓиевска од Куманово. Споменавме дека е една од тоест е најголемата општина во Македонија, се граничи скоро, да го објасниме тоа, скоро со две соседни држави, со Србија и со Бугарија. Дали доаѓаат во Куманово на ручек и што велат кумановци, слушаме од колешката Елена. Цените во угостителските објекти во Куманово речиси се израмнија како во главниот град. Најпрвен повисокиот стандард предизвикан од повратниците од Ирак и Авганистан, но и се поголемото иселување предизвикаа цените на пијалаците и храната во кафулињата и рестораните во Куманово значајно да се зголемат. Последните, а можеби и најголеми покачувања се од инфлацијата. Граѓаните реагираа дека кафето се искачи на 100 денари, но тука не се застанува, па доколку сакате да добиете мед како додаток на чај, во некои кафулиња во Куманово ќе треба да платите 35 денари. Кумановци укажуваат дека се неопходни контроли, бидејќи цените се искачија до плафон. Од друга страна, платите и пензиите остануваат исти. Дека е скапо потврдуваат и иселениците. Велат цените се исти како во Германија. Они викаат не е скапо. Гости што доаѓаат викаат дека е скапо, па сега. Можеме ли да си приуштиме да седнеме на кафе, на ручок? Па за кафе може, понекад и за ручек. Сега зависи кој што и колку има. Но има ли разлика во споредба со изминативе години? По изминати години покачено е сега. Оно се е покачено, па и тоа. И сега. Ќе дадете ли подршка доколку се најавува бојкоти на угостителските објекти? Не, на угостителски не најавува. Моја мислење е скапо. Пошто ја од Германија работам, тука сум на одмор, цените се исти како Германија, а платите 10 пати помали. Колку едно кафе во Германија? Од евро до 3 во кафик. Па и тука е, речи си поскапо од евро. Да, точно. Точно, пивото, пример, у кафиче е 3-5 евро. Исто и тука. А платата е тука 500 евро, тамо е 3.500 евро. Тешко е тука, затоа бегаме младите. И покрај високите цени, граѓаните кои што ги прашавме, за разлика од супермаркетите, велат нема да ги бойкотираат угостителските објекти. На социјалните мрежи започна да кружи апел за бойкот поради незадоволство на цените, но и лошиот квалитет на услуга. Но и покрај бројните коментари и забелешки за превисоките цени, постојано се полни и кафулињата и рестораните со граѓани. Место повеќе во рестораните и кафулињата се бара и за викендите, кога вообичаено настапуваат познати естрадни уметници. За некои се одвојуваат и значителни суми за резервации. Од друга страна, пак кумановските угостители се правдаат дека тие не ги диктираат високите цени. Појаснуваат дека покачувања имаат и тие од добавувачите и актуелната економска состојба. Потенцираат дека плаќаат кирии, обезбедуваат плата за вработените, а плаќаат и прескапи цени за електрична енергија. Тие се на став и дека се поевтини од угостителските објекти во опкружувањето. Како да го задржиме персоналот во угостителскиот објект? Успеваме? Па, оваа тема неколку пати веќе сме обработувале. Значи, тука е комплексно прашање. Секогаш кога ќе дојде ова прашање на маса, одговорот е еден и единствен, значи системско решавање на проблемите. Значи, не се работи нели за желба, не се работи за волја, се работи за повеќе фактори кои што влијаат на тоа да луѓето
заминуваат во странство на работа. Така да пак не би се осмелил нели да генерализирам и да кажам дека нели не знам платите се мали или нешто слично. Повеќе фактори се во прашање, нормално дека приходите се она што е најзначајно за луѓето секако одат во потрага по подобра заработка од оно овде што можат да го добијат. Меѓутоа и тоа е еден од проблемите кои што тежи или со кои што се соочуваат угостителите за да може да се функционира нормално во овие услови сега какви што се. Да, и добриот персонал, квалитетен персонал се разбира со платите кои што ги носи со себе, исто така и тоа влијае врз цените на она што се нуди по угостителските објекти. Туристичките места во сезона и во сезона окриѓани сакаат да кажат дека сега во поново време се чувствуваат туристи 365, а на секоја четврта година 366 дена во годината. Да видиме Сонја Рилковска што ќе каже. Во постојан пораст цените на угостителските услуги, инфлацијата, зголемените трошоци и порастот на платите на вработените во секторот се клучни за поскапувањето. Во главниот туристички центар во земјава цената за едно кафе се движи од 120 до 250 денари зависно од близината на езерото, услугата и амбиентот, но во локалите надвор од центарот на градот цените се доста пониски. Најгласни против високите цени во кафулината и рестораните се охриѓани, често критикуваат и домашните туристи, но за странските гости цените се коректни. Имаме превисоки цени. Треба се намалат. За разлика од примерно во Солун, цените на кафето во Солун се од 2 до 2,5 евра. Во центар прамовет на Солун. Овде се исто или нешто поскапи така натаму. Скапи се. Кафето во Охрид е поскапо од кафето во Загреб. Знам, бидејќи јас сум Хрват и сега сум тука моментално во Охрид. Убави се. За нас се добри се, добри. Па не знам, научени сме, све е нормално. Затоа. Не е проблем, тоа е. Научени сме. 3-4 euros for coffee. 3 до 4 евра за кафе, толку е во Лондон, што значи исто, но мора да кажам дека е преубаво и 3 до 4 евра да се плати оваа гледка вреди. Угостителската фела е на ставот дека цените се одејствуваат со нивото и квалитетот на услугата. Велат во Охрид има реални и пристапни цени, но во одредени локали и малку повисоки. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека да, има и локали кои што имаат некои повисоки цени од останатите, меѓутоа има и локали кои што имаат повеќе од пристојни цени и за храна и за пијалоци, значи за сите сегменти од угостителството. Тоа е релативна работа, тука зависат голем број на фактори кои што ја одредуваат и цената, значи локацијата на објектот и така натаму. Меѓутоа да, знаеме во Охрид дека имаме некои локали кои што излегуваат вон таа рамка на тие нормални цени, меѓутоа грото од угостителските објекти имаат, мислам дека нормални цени кои што ги нудат. Според Државниот завод за статистика, угостителските услуги во јануари годинава во однос на истиот месец лани се поскапени за 5,8%. Поскапување има и во споредба со претходниот месец за 0,2%. Доаѓаме до клучните прашања. Доаѓаме до ситуација кога треба веќе да го заклучиме и разговорот. Некаде сме 6 минути пред 9 часот. Ќе се обидеме да поставиме теза која што вели вака. Како ќе се развива македонското угостителство? Ситуацијата, како ќе се развива во иднина? Дали може да предвидиме? Ние се жалиме, цените се високи, работна сила нема, а кафиките и рестораните ни се полни. Постојано. Вака, јас ова што ќе го кажам не знам на каков одговор ќе најде во јавноста, меѓутоа најодговорно ви тврдам дека ние во регионов моментално можеби сме и последни по развојот на угостителството. Значи сите околни земји околу нас многу понапред и многу посериозно функционираат во тој дел. За жал, пак ќе кажам, она што се отсликува сега и во реална ситуација, бркање на цени, нели, покачување, инфлации, борба со кадар и така натаму, за жал резултира со повеќе годишна стагнација во делот на развојот на угостителството. Сведоци сме, значи, сегде кај да прошетаме малце ќе видите и тематски ресторани, кај нас, да кажеме,
не знам, немајте да седнете да најдете некој тајландски ресторан или некоја кујна специфична или така натаму, значи горе-доле за жал, пак ќе кажам, најголемиот број од ресторани и угостителски објекти, сега ова го зборам од страна како потрошувач, не како угостител, значи се исти или слични на себе во понудата. Тоа кажува две работи, дека угостителите се прилагодиле на она што го бара пазарот, меѓутоа пак ќе кажам сепак додека не се понуди нешто ново и интересно, значи не може да знаеме нели дали пазарот тоа ќе го прифати, има потреба од тоа. Тоа е едната работа. А втората работа, она што зошто ни се полни локалите, пак ќе кажам, мислам дека сепак тоа е една привидна ситуација каде што нели во одреден период од денот кога сите движиме и кога сите посетуваме одредени локали, гледаме дека се полни, мислам дека не е баш одраз на целосната слика и не е она што може да кажеме нели дека да, има одредени локали кои што функционираат во текот на целиот ден, меѓутоа во најголем дел од локалите тоа се одредени фази од денот, дали тоа е после работа, дали тоа е само навечер, дали тоа е само наутро, многу се ретки оние локали кои што остваруваат приход во текот на целиот ден и можеме да кажеме нели овој локал успешно работи и може да биде пример за сите останати. Ако одиме во Белград, го спомнавме неколку пати и се воодушевуваме на понудата, некогаш и на цените. Да, некогаш велат дека Скопје бил центарот особено на ноќниот живот. И на кафеаните, кафулињата, некаде каде што се доаѓало за да се воодушеват добро, и да се излегува. ноќниот живот во минатото почнуваше во 15 часот со ручек, па се остануваше да, може ли да се врати тоа, тој има ли изглед дека некогаш би се вратило, би се возобновило? Ноќниот живот е една сосема посебна тема која што ќе ни треба повеќе време да ја образложиме. За жал, значи со години се девастираше ноќниот живот во Скопје и пак ќе кажам тоа е останавме носталгичари. И ќе останеме, мислам дека уште подолго време, затоа што пак ќе кажам, за тоа да се врати треба многу повеќе фактори да се исполнат собствениците на ноќни клубови, а и веќе гледаме дека се помалку има ноќни клубови и ноќен живот, значи сето тоа се должи на многу фактори. Во секој град дали остана повеќе од 2-3 ноќни клубови, сериозни или дискотеки така наречени, сепак тоа отсликува дека нешто длабоко не чини во тој дел. А за кафеаните? Кафеаните ќе си останат кафеани, луѓе во пак ќе кажам во одредени кафеани секогаш ќе има. Значи секогаш ќе има луѓе што ќе може тоа да си го дозволат, меѓутоа пак збориме нели дали може да се врати она што било како навика луѓето нели таму да се сретнуваат и на тој начин да функционираат. Пак ќе кажам, ќе се повторам уште една штука, веќе станува дел дека и луѓето своите навики ги менуваат и повеќе не е тоа толку едноставно нели да се направи. Најексплоатирани зборови денеска во емисијата беа кафе утринско и ручек, со оглед на тоа дека времето за кафе помина, ќе видиме Јована каде ќе не однесе на ручек, поканеци по завршувањето, Мартин, на емисијата, така што ете, да го завршиме денот. Благодариме за гостувањето, ви благодариме за гостувањето, да бидеме формални.